Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Добре дојдовте на отчетот од 365 дена работа како нова локална власт. Кога збориме за отчет, за нас како нова локална власт, верувајте, секој ден е отчет, затоа што секојдневно се среќаваме со нашите сограѓани, секојдневно работиме, го посетуваме секое населено место, ги планираме проектите кои што во иднина ќе ги работиме и се надевам дека досега покажавме еден поинаков пристап во решавањето на проблемите, потребите и реализацијата на проектите. Она кое што сакам исто така да го посочам е да се заблагодарам на вас, присутните, на соработниците, на советниците, на директорите кои што дадовте безрезервна поддршка, целосно верувавте во промените. Јас сакам уште еднаш да ви се заблагодарам затоа што добивме можност да направиме нешто добро за нашиот град, да направиме промени кои што верувам дека ќе бидат препознаени. Во говорот на претходните дискутанти и мои соработници можевме да слушнеме на кој начин се менаџира работењето на општината, на кој начин се решаваат проблемите и потребите, како се прибираат средствата и во кој износ се овие средства. Јас ќе се освртам најпрво на тоа каде се потрошени средствата кои што ги прибираме од граѓаните и на кој начин се враќаат кон граѓаните во изминативе 365 дена, а на крај ќе се обидам да презентирам и што е тоа кое што во иднина го планираме и здравие би го реализираме. Општина Штип во изминатите месеци и денови инвестираше како никогаш досега. Ова одговорно го тврдам и покрај тоа што имавме енергетска, финансиска криза, каде што поголем дел од средствата кои што ги прибиравме, бевме приморани да ги покриеме основните трошоци, кои што трошоци беа енормно високи, но исто така бевме приморани да враќаме кредит од минатото. И покрај овие услови успеавме како нова локална власт во време на енергетска криза да инвестираме историски највисок износ на финансиски средства во капитални инвестиции. Се надевам дека сето ова е видливо и дека ова е само почеток и основа за годините кои што ќе следат, да го надоградиме сето ова, затоа што овој буџет кој што го креиравме изминатата година ова време, имавме можност да влијаеме на него, но исто така бевме затечени. Но она кое што го најавуваме дека годината која што следува ќе имаме уште повисок и поголем оперативен буџет, а тоа ќе значи уште повеќе средства во форма на капитални инвестиции кои што претпоставувам дека до година ова време ќе ги презентираме на граѓаните што се од нив сме успеале да направиме. Ќе започнам со патната инфраструктура. Сето она кое што го вложивме во форма на улици, патишта, тротоари. Вложени се вкупно 144 милиони денари во улици, во тротоари, во инфраструктура. Јас ќе набројам само неколку примероци за тоа каде се потрошени парите на граѓаните. Завршен е првиот опфат од конзолите на река Отиња, од потегот од Свети Никола, црквата Свети Никола и мостот кај оваа црква до практично основното училиште Ванчо Прке. Асфалтирана е улица во селото Лакавица. Асфалтирана, односно рехабилитирана со павер елементи е улица Кежовица во Ново село. Поставени се исто така павер елементи на две улици во Исарот, тоа се улиците Пане Гочев и Стив Наумов. Извршена е реконструкција на крстосницата во населба Сењак. Извршена е санација на улицата Маршал Тито поради неквалитетната изведба на изведувачот во минатото и тоа на негов трошок. Извршено е асфалтирање на улица во Дузлачки рид, асфалтирање на краци од улиците Сристо Стојков и Баница во населба Пребек, асфалтирање на улица
дел од улица Цвето Јованова, нов асфалтен слој на крак од улица Лески, асфалтирање на централната улица во населба Македонка, асфалтирање на улици во индустријска зона 2, асфалтирање на улици во населба Балканска, асфалтирање на улици во населба Чардакија, асфалтирање на улиците на дел од улиците Борко Талев и Јане Сандански, уредување со павер елементи на врските помеѓу улиците Пиринска и 4 јули, асфалтирање на улицата Ванчо Киданов, изградба на нов кружен тек во непосредна близина на црквата Свети Никола, асфалтирање на улицата Кратовска во населба Дузлак, асфалтирање на улици во населба Караорна, асфалтирање на улици во викенд населбата Суитлак, асфалтирање на улицата Личка, асфалтирање на улици во индустријска зона Македонка, асфалтирање на неколку улици во населбата Железничка, асфалтирање на улицата кај црквата Свети Никола, булевар Гоце Делчев, асфалтирање на дел од локалниот пат кон селата Шашаварија, Кошево, Почивало, уредување и реконструкција на влезниот булевар Гоце Делчев, обнова на тротоари на улиците Партизанска, Христијан Карпош, Гоце Делчев, Васил Главинов и Крсте Мисирков, изградба исто така на тротоари на улица Браќа Даниви, Вардарска, изградба на подпорен зид на улиците Никола Карев, Борис Кидрич и Партизанска, асфалтирање на 5 паркинг локации и 2 пристапни улици во населбата 8 ноември. Сето ова е во вкупен износ од 144 милиони денари, рекорден историски износ на потрошени средства за капитални инвестиции. Понатаму, она кое што го напомена директорот на јавното комунално предпријатие, се затековме со застарена водоводна мрежа, со улици кои што биле реконструирани и асфалтирани, но претходно не било завршена промена на водоводната и канализациона мрежа. Се соочуваме со проблем да и покрај неодамнешно асфалтирање и реконструкција на одредена улица, заради дефект на водоводната или канализациона мрежа, истата улица мораме повторно да ја реконструираме. За таа цел се одлучивме етапно да ги реконструираме водоводните и канализациони мрежи, имајќи во предвид дека сето ова бара трпение, бара ресурси и финансиски средства. Финансиски средства кои што не се видливи за граѓаните, но доколку сакаме развој на општината на долг рок, мораме етапно и темелно да ги решаваме овие проблеми. Затоа, во водовод и канализација оваа измината година се вложени 18 милиони денари за реконструкција на подземни инсталации на неколку делови од градот. Јас ќе набројам само неколку улици кои што се со завршени променети водоводни и канализациони мрежи и линии. А тоа се изградба на нова водоводна мрежа во местото наречено Каваклија, во должина од 2600 метри. Изградба на нова водоводна и канализациона мрежа на улиците Војсород, Пане Гочев и Стив Наумов. Изградба на секундарна водоводна мрежа во населбата Македонка. Обнова на водоводна мрежа на улицата Борко Талев и Јане Сандански. Реконструкција на водоводна мрежа на улицата Пети Конгрес. Реконструкција на водоводна мрежа на улицата Солидарност. Реконструкција на канализациона мрежа на улицата Браќа Даниви. Реконструкција на канализациона мрежа на улицата Пети Конгрес и Солидарност. Сето ова го направивме за една година во вкупен износ од 18 милиони денари средства кои што ги вложивме за етапно решавање на проблемот со честите дефекти на водоводната линија. Продолжуваме понатаму. Образованието е важен сегмент од развојот на општина Штип. Затоа како локална самоуправа вложивме во него. Вложивме во реконструкција на неколку училишта на територија на општина Штип. Затоа ќе напоменам неколку инвестиции кои што ги спроведовме во изминатата година. Реконструкција на тоалетите во гимназијата Славчо Стојменски. Уредување на платото пред основното училиште Тошо Арсов. Во средното општинско училиште Јане Сандански се изврши реконструкција на вратите и направена е набавка на нови компјутери за кабинетот по информатика. Обезбедени се неопходни средства за успешен почеток на учебната година, за да секое првач добие училишен прибор и бесплатно ранче за почеток на учебната година.
благодарение на обштествено одговорни компании од општина Штип. Направена е реконструкција на системот за грејење во средното општинско училиште Јане Сандански. Со бизнис секторот и представниците од средните стручни училишта даваме целосна подршка на дуалното образование, а со тоа и можност за полесна преадаптација и квалификувана работна сила на пазарот на труд. По повод 5 октомври, Светскиот ден на учителот, општина Штип традиционално организираше свечена академија на која што дадовме признание на неуспешните професори, наставници од нашите основни и средни училишта. Започнавме исто така и со реконструкција на дворот на средното општинско училиште Јане Сандански, каде што во наредниот период ова училиште ќе добие целосно ново спортско повеќенаменско игралиште и целосен ограден школски двор. Она кое што сакам исто така да го напоменам, а се однесува на зеленилото во нашиот град, исто така јавното комунално предпријатие преку општината изработи и одржуваше зелени површини кои што се наоѓаат во секоја населба. Однос на ова во изминатата година потрошени се повеќе од 6 милиони денари за нови парковни содржини на територија на општина Штип, а тоа се парковите во населба Баби, парковите во населба Дузлак, парковите во населба Сењак 4, во Сењак 2, она кое што практично сме должни да го правиме како локална самоуправа, вклучувајќи го и исто така одржувањето, тековното одржување на сите постоечки зелени површини кои што ги имаме на територија на општина Штип. Спортските терени се нешто кое што во изминатата година посветивме силно внимание за реконструкција и изградба на нови спортски терени каде што рекреативците, спортистите и најмладите ќе можат да го поминат своето слободно време. Се насочивме да во секоја населба посветиме внимание да направиме одредени спортски содржини кои што се со специализирана тартан подлога или вештачка трева, со повеќе намена за баскет, за фудбал, за одбојка. Направени се спортски терени во населбата Баби, во населбата Новосело, во населбата Дузлак, во населбата Железничка, во населбата Три Чешми. Направено е спортско игралиште на улицата Личка. Направени се исто така помали спортски содржини во населбата, во паркот, во населбата 8 ноември, со што се потрошени повеќе од 10 милиони денари за да овозможиме пристојни услови за спорт и рекреација на нашите сограѓани. Поддршката во културата е неизбежен дел од работењето на општина Штип. Потрошени се повеќе од 15 милиони денари за поддршка на културата, за организација на фестивалот Весело Штурче, за организација на фестивалот Макфест, за организација на познатата манифестација Пастрамаријада, за реконструкција на дворот на Домот на млади, за исто така реконструкција на кровот на зградата на Домот на млади, за организација за прв пат на новогодишниот базар на плоштадот Слобода, за реализација на проектот на Симеон Трпчевски наречен Македонисимо, за организација на Штипско културно лето, преку кое што ја дадовме нашата целосна подршка за културата и за сето она кое што Штип го заслужува. Спортот, кој што означува подршка на спортските клубови и на спортските работници, го ставивме на силен фокус, затоа што по однос на ова потрошени се 13,5 милиони денари за подршка на спортските настани, спортските клубови, спортските работници кои што се наши амбасадори на општина Штип, кои што во изминатата година постигнаа врвни резултати, презентирајќи го Штип во најдобро светло. Противпожарната инфраструктура. За прв пат, после долги години, направивме обиди за реконструкција и за модернизирање на
противпожарната единица на територија на општина Штип и Карбинци. Во таа насока се потрошени 12,6 милиони денари за набавка на ново возило за територијалната противпожарна единица. Обезбедени се вкупно 37 огнеотпорни одела за заштита од шумски пожари на територијалната противпожарна единица Штип. Обезбедено е противпожарно теренско возило донација од Дирекцијата за заштита и спасување. Направивме низа на средби и состаноци со синдикатот на територијалната противпожарна единица на пожарникарите со кои што ги усогласивме побарувањата и платите на вработените во противпожарната единица. Сите овие работи кои што ги реализиравме се само дел од она кое што се случуваше во изминатите 365 дена. Сакам да искористам оваа прилика да дадам и свој коментар дали како нова локална власт сме задоволни од реализацијата на проектите, од динамиката на реализација на истите, од продуктивноста на вработените. Секогаш можеме подобро. Ако се прашуваме дали е ова доволно, нормално дека не е, нормално дека има низа на недостатоци во нашето функционирање и во работењето на новата локална самоуправа. Има низа на проблеми кои што мораме заеднички да ги отклониме, да ги прифатиме како наша аномалија, како наша грешка, за да следните години бидеме поуспешни во реализацијата на буџетот, во реализацијата на проектите. Затоа ја оценувам оваа измината година како добра година во делот на реализација на капиталните инвестиции, но најавувам дека следните години ќе бидат одлични години за развој на општина Штип и реализација на капитални инвестиции. Затоа ја користам оваа прилика да најавам дека следниот буџет ќе биде историски највисок буџет што општина Штип го имала досега. Историско највисоко ниво на капитални инвестиции кои што очекуваме да започнат да се реализираат, односно најпрво да се испланираат во престојните месеци, а потоа да се реализираат со почетокот на градежната сезона и на пролета. Она кое што сакам да го најавам е дека долго очекуваниот проект за почеток и припреми за почеток на градба на обиколницата, која што практично ќе започне од населбата Железничка и Превек до населбата Новосело, дека конечно ќе успееме после долги години да ја реализираме и со тоа да го урбанизираме целиот потек кој што ќе генерира развој на општина Штип. Образувањето на населбите 8 ноември и населбата Баби најавувам дека ќе стане реалност во наредната година, затоа што работиме на планирање на изведба на проектот со што ќе се изврши целосно третирање на потегот од населбата 8 ноември до населбата Баби. Исто така, целиот потек наоколу ќе биде урбанизиран со продажба на престојните и парцелите кои што се наоѓаат таму, со изградба на нови стамбени единици, на нови деломни единици кои што ќе дадат вредност на овој дел од градот кој што е иднина за развој на градот Штип. Најавувам исто така и целосно завршување низводно на река Отиња во централното градско подрачје на проектот Конзули на река Отиња и проширување на главните сообраќајници Васил Главинов и Маршал Тито низводно покрај река Отиња. Со тоа, двете главни сообраќајници во централното градско подрачје, со нов мост на река Отиња пред средното училиште Славчо Стојменски, ќе значајно го промени својот лик. Веднаш по завршување на овој проект ќе започнеме во следната буџетска година и реализација на долго најавуваните капни гаражи во централното градско подрачје. Со овие два проекти
Со овие два проекти значително ќе се зголеми паркинг површината во централното градско подрачје и конечно ќе се намалат нервозите и гужвите во сообраќајот во централното градско подрачје. Ова ќе создаде можност за долго најавуваниот проект конечно да се реализира потребата на Штипјани како граѓани на град Штип, кој што е центар во Источна Македонија, да добијат шеталиште во централното градско подрачје со затварањето и пуштањето како пешачка зона на улицата Ванчо Прке од потегот на Стоковна куќа Нама до влезот на паркингот позади Домот на културата Ацо Шопов. Ова се проекти кои што видно ќе го променат изгледот на општина Штип, кои што сигурно дека ќе генерираат развој на општина Штип, вклучувајќи го овде и турбокружен тек кој што би се наоѓал на постоечката крстосница која што се наоѓа пред паркот Бриони, пред влезот на населбата Деснаци, која што заслужува еден модерен изглед како што му прилега на Штип. Освен овие проекти, силно сме фокусирани на реализација на проекти од обновливи извори на енергија. Ја споменавме обврзницата која што во време на криза, како прва општина во Република Македонија и регионот, се одлучивме да започнеме постапка за издавање. Некои ќе прашат зошто ја задолжувате општината и дали ја задолжувате општината. Одговорно пред граѓаните тврдам дека во овој мандат долгот на општината, компаративно со тоа што затековме и со тоа што ќе оставиме после 4 години, ќе биде помал, затоа што секојдневно на месечно ниво враќаме пари од претходно акумулирани обврски кои што никогаш не биле сервисирани. За една година со честно посветено и транспарентно работење вративме пред време 1 милион евра на Министерството за финансии кои што никогаш досега не биле вратени. Затоа одлучивме и покрај тоа што враќаме средства кон Министерството за финансии да издадеме обврзница во време на енергетска криза, да реализираме капитални проекти кои што ќе генерираат развој, да вложиме средства во обновливи извори на енергија, во поставување на фотоволтаици на кровните конструкции на јавните институции и со тоа да заштедиме електрична енергија која што во овој момент ни создава проблеми во ликвидноста на институциите, да поставиме турбина на главната водоводна линија на филтер станицата на јавното предпријатие ИСАР, се извинувам. И со тоа да произведуваме електрична енергија 24 часа, која што практично ќе ја пласираме на слободниот пазар, ќе ја продаваме, а со средствата кои што ќе ги добиеме, ќе ја вратиме обврзницата и практично ќе генерираме развој на општина Штип. Она кое што исто така сосема на крај сакам да го проследам како информација е дека сме насочени на реализација на еден долго очекуван проект кој што е вистинска потреба на граѓаните во време на инфлација, во време на зголемени енергенси, во време на зголемени такси и услуги, а тоа е јавниот градски превоз. Јавниот градски превоз е наша обврска која што ја презедовме, ја ветивме и стоиме за сето она кое што го ветивме пред граѓаните. И оваа вечер најавувам дека општина Штип започна постапка со која што ќе биде донесена одлука за набавка на нови автобуси специјализирани за улиците на општина Штип, кои што ќе бидат за употреба и за функционалност на јавниот градски превоз, со кој што пред се граѓаните, жителите на приградските населби ќе можат за помалку пари да
го добијат она кое што го заслужуваат, односно да комуницираат со централното градско подрачје и да си ги вршат своите потреби. Затоа најавувам дека следната година ќе биде година која ќе го воспоставиме конечно овој градски превоз. Имавме два неуспешни обиди да ги субвенционираме постоечките економски оператори кои што го вршат превозот на ученици, но никој од нив не се пријави, затоа не губиме надеж, како одговорна локална власт ќе превземеме храбар чекор да набавиме нови автобуси кои што ќе транзитираат на 5 градски линии и кои што ќе ги опфатат сите населби на територија на општина Штип на неколку периоди во текот на денот. Исто така се наоѓаме во сала која што во изминатите години, откако е направен овој објект, освен за настани и манифестации кои што се одржуваат во општина Штип, е неискористена. Во таа насока одлучивме да распишеме повик за давање на закуп на истата оваа сала на економски оператор кој што ќе го отвори првото кино после долги години на територија на општина Штип. Градот Штип е центар на Источна Македонија и заслужува да има социјални содржини, заслужува да има проекти кои што деликуваат на град. Верувам дека со посветена, честна, одговорна работа, сите овие проекти кои што во оваа прилика ги најавувам, до година ова време ќе се погледнеме очи во очи и ќе ги презентираме пред граѓаните дека успешно сме ги реализирале. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk